Со Богородица стоиме под крстот. Потполно предавање. Марија пак рече: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ангелот си отиде од неја. Оче, кога би сакал да ме одмине оваа чаша, но нека не биде мојата волја, туку твојата. Нашата блажена мајка секогаш велеше да. Ова да беше нејзиниот фијат, нека ми биде, одговор на совршена љубов. На благовештението, Архангел Гавриел и ги откри почетоците на животот на Спасителот на светот. Архангелот откри дека таа ќе биде негова мајка, а тој нејзин син. Нашата блажена мајка отворено се распрашуваше и безрезервно се покоруваше. Фијат, нека ми биде. Тој одговор на Пресвета Богородица одекнуваше во текот на целиот нејзин живот. Иако беше соочена со големото таинство на воплотувањето, таа слободно и во потполна согласност се подлужи на волјата Божја. Како резултат на тоа, Бог стана еден од нас, воплотен во нејзината безгрешна утроба. Иако нејзиниот син е Бог и е совршен во секој поглед, тој избра да го наследува нејзиниот совршен фијат, додека се мачеше во Гециманската градина. Таа ноќ, само неколку часа пред неговото брутално распнување, тој падна на колена и извика: Отче мој, ако не може да одмине од мене оваа чаша да не ја испијам, тогаш нека биде волјата твоја. Неговата молитва беше молитва за совршено предавање на волјата на Небесниот Отец. Но тоа беше и повеќе. Неговата молитва исто така го соедини уште подлабоко со неговата сакана мајка. Во оваа молитва во градината одекнуваше и оној фијат на Марија кон Отецот, кој Богородица го кажа при благовештението. Како што неговата мајка кажа да на волјата Божја, истото го направи нејзиниот син ноќта пред да умре. Додека нашата блажена мајка стоеше во подножјето на крстот, размислуваше за соединувањето на нејзиниот фијат со она на нејзиниот син. Таа согледа дека овој момент е кулминација на нивното заедничко предавање на волјата на Отецот. Размислете денес за собственото предавање на Бога. Кажете со Исус и со нашата блажена мајка: нека ми биде според зборовите твои. И нека не биде мојата волја, туку твојата. Молете ги овие молитви и бидете сигурни дека велите да на крстот. Влекувајќи во ова големо таинство на нашата вера, го дарувате својот живот во единство со Синот и неговата мајка. Не двоумете се. Слободно дарувајте се и ќе бидете благословени да стоите во подножјето на крстот, гледајќи го нашиот Господ со нашата блажена мајка. Мила мајко, додека стоеше во подножјето на крстот
и се присетуваше на собственото совршено да на волјата на Отецот. Веднаш беше свесна што навистина значи тоа да. Тоа значеше целосна жртва, предавање и смрт за се на овој свет. Тоа значеше дека веруваш во волјата на Отецот над сите земни добра. Тоа значеше дека избра да веруваш во длабочина што само може да ја овозможи божествената благодат. Привлечи ме, мила мајко, до твојот совршен фијат. Нека ми биде. Помогни ми да ги кажам тие зборови со тебе, додека се соочувам со таинствата, тешкотиите, крстовите и страдањата во мојот живот. Дај ми го погледот на твојата вера, за да имам надеж и доверба во се. Мој предраг Господи, избирам да го живеам Твоето совршено предавање и да го направам да биде и мое. Дај ми ја благодатта да бидам едно со Тебе, како што си едно со Небесниот Отец и едно со Твојата мила Мајка. Те љубам, мој Господи, и безрезервно Ти се предавам. Нека ми биде по Твојата пресвета волја. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.